напреднува со демократијата и слободата на говорот, каде секој може да го искажи своето размислување без да одговара за своите погледи. Затоа македонците ги искажуваат своите чувства за својата татковина Македонија и постепено почнува процесот на афирмација на македонскиот народ. Раководејќи се од вечниот илинденски идеал за самостојна македонска држава, која постојано гори како оган во македонските срца, македонците сплотено и сложно застануваат во одбрана на својот македонски идентитет, својот јазик, литература, својот култура и својата македонска историја. Секако овде е исклучително значење работата на Дом, кој силно го разви македонскиот дух во Австралија. Напротив, југословенизмот, кој го пренесува и натура македонските слуги на српската политика. Согледувајќи ја силата која стана двигател на националната патриотска дух, кај македонците во Австралија беа употребувани сите сили на антимакедонизмот за скршување на тоа единство. Во сите сфери на организањето, македонските движења беа уфрлени антимакедонски елементи со единствена цел се што е македонско и напредно да се уништи. Меѓутоа, времето покажа дека македонскиот дух и поради сите антимакедонски пропаганди и покрај сите репресии остана неуништливи силни чекори кон остварувањето на македонскиот идеал, суверена и самостојна македонска држава. Појавата на плурализмот во Македонија и отворањето на вратите на демократијата, која по наше мислење се уште се наоѓа на почетен стадиум, предизвика силно разгорување на идеалот и кај оние македонци кои слепо размислувале за својата земја. Македонците во Австралија почнуваат да живеат со еден национален дух, со силна верба дека на прагот на 20-тиот век, после вековни искушења и страдања, целта зацртана во платформата на ВМРО конечно ќе се отствари. Во таа смисла, македонците уште посилно застануваат зад идејата и уште поорганизирано настапуваат, а за кој доказ се и последните демонстрации во Мелбурн, каде преку 50.000 македонци ја искажа својата целосна подршка во отстварувањето на идејата за суверена и самостојна Македонија. Овде сигурно е вредно да се напомене дека Организацијата Обединети македонци со соработка со Комитетот на ВМРО ДПМН од Мелбурн беа двигатели и главни организатори на тие демонстрации, а се разбира во соработка со останатите организации која придонесе огромна значење за сите македонци. Обединети македонци од Австралија е во корист за интересите на македонската заедница. Организацијата достоинствено го промовира македонскиот етнички идентитет и цврсто го заштитува интегритетот на македонската заедница од секакви лажни представувања на македонската историја. Работејќи организацијата се бори за извојување на равноправен третман на македонската национална заедница во мултикултурно и демократска австралиско општество. Работи за зачувување на македонската национална свест на македонците во Австралија, влевајќи им љубов кон македонската нација, кон нивната стара татковина Македонија и кон нивната нова татковина Австралија. Исто така ги зачувува дедовските македонски традиции и ги предава на младите македонци генерации,
што се раѓа и раснат во Австралија. Организацијата работи на културно и просветено издигнување на македонците во Австралија. Негувајќи го македонскиот јазик, култура и просвета. Ги зачувува и унапредува револуционерните традиции на македонскиот народ, но служејќи се само со демократски и законски дозволени методи на политичкото дејствување. Обединети македонци од Австралија се посебно активни за признавањето на Македонија во Австралија. Постојано соработува со секакви австралијски организации, политички партии, разни етнички групи, како хрватската и турската заедница, и со разни политички ориентирани синдикати. Организацијата Обединети македонци од Австралија соработува и ќе соработува со други македонски организации во Австралија и низ светот, но кои ги имат исти цели. За Обединета Македонија. Благодарам. Пред све добар ден. Мили браќа и сестри по крв и клетва македонци, од името на македонските лавови го поздравувам и пожелувам многу успех на нашиот прв конгрес на Обединетите македонци, а посебно не радува што ете и ние сме тука меѓу вас. Како прво да ви ги представам македонските лавови. Тоа се македонци кои се наоѓаат и делуваат низ целиот свет. Македонци кои се организирани со стремеж да и се помогне на нашата мила татковина. Преди се на економското поле, велам преди се, затоа што постојат во овој историски момент и многу повеќе и многу потешки проблеми. Лавот, нашиот свет лав, символ на духовно достоинство, сила и мудрост. Не туку случайно го носиме тој лав, символ на градите наши во срцата наши. Александар Македонски ни го оставил со завет да го чуваме духот македонски, идентитетот македонски, народот македонски. Некаде во овие последни децении, би рекол векови, затаивме, замолкнавме, паднавме на колена. Да не ја наведувам младата историја, верувам дека и многу тешко ќе ја заборавиме. Драги браќа и сестри македонци, па колку труд и средства и принудна сила вложи комунизмот, србизмот, за нас да не препороди прекрсти. Нас, светиот народ, од Бога благословен, од Господа крстен и попрскан со светата билка Босилок, мирислива света билка македонска. Не успеа и нема никој да успее. Се кренавме, се исправивме, а сега и прогледавме. Ние, македонските лавови, ја знаеме правата историја. Ние, македонските лавови, ја научивме од наши македонци. Ние, македонските лавови, ќе ја предадеме понатаму до сите нас, македонците, да остане за навека еднаш и за секогаш, за сите наши идни поколенија, наследство што го имаме наследено, ќе го вдахнеме во нашите деца, затоа што е тоа духовно наследство и не е само наше, тоа е македонско. Историската духовната рехабилитација на македонецот следи, а ние, македонските лавови, работиме на таа света работа. При тоа не жалиме никаков труд и средства, па ни животи.
Ние, македонските лavovi, имаме уште многу да кажеме, но тоа за жал не е можно при така малку време. Ве поздравувам уште еднаш и пожелувам плодна работа, голем успех и едно единствено македонство, една етност. Благодариме! Сметам дека редакцијата на вестникот треба да се активира и на друго поле, да стане стипендист на млади кадри, лица што ќе студираат новинарство. Ќе овозможи на нашите млади членови кои имаат афинитет и способности за пишување да работат волонтерски во издавачките куќи, редакции, тиви куќи, установи и така натака, оти само на таков начин ќе можеме да обезбедиме кадар што ќе работи во таа насока. Сметам дека ова треба да се подржи како врвна задача за обезбедувањето на сручни кадри во новинарството. Ние тие кадри треба да ги градиме и им овозможиме на универзитети и факултети што постојат во Германија, како од Република Македонија, така и од оваа средина, да таму студираат и од нив направиме идни новинари. Зашто го истакнувам ова? Се знае дека покрај овие македонски емисии, што веќе ги кажав, постојат можности за отворење на емисии на македонски јазик и во германските локални радиостаници. Примери за тоа има во Бон, Дортмунд, Есен-Дизедов и многу други места ширум Германија. Задача на обединетите македонци е да покрене и до такво барање за воведување на македонски емисии во локалните радиостаници. Слично е и со германската телевизија. Вам ви е познато дека на програмите за странците се емитуваат емисии само на српски и хрватски јазик. Прилози на македонски јазик има многу малку. Ние треба да бараме воведување на редовни прилози на македонски јазик, затоа што тоа е и наше право, бидејќи плаќаме за претплата за германското радио и телевизиските установи. Јас од моје лично име ја молам управата на обединетите македонци да ги зацрта овие барања во својата декларација и што побрзо да делува заедно со другите заедници на територијата на Германија. Помошта од Република Македонија на новинарско поле нема секако да изостане. Тука се новинските куќи, редакции, македонската телевизија и радија, кои секогаш може да ни помогнат со одредени и готови прилози и информации, посебно во однос на издавањето на нашиот вестник, кој треба да ја шири вистината за Република Македонија. Еден таков македонски неделник ќе биде најголемиот придонес за нашите луѓе во областта на информирањето, како за татковината, така и за животот во оваа земја. Сдружени, обединети, единствени, нека биде нашето мото, а целта да ја сакаме, штитиме, браниме и ја помагаме и почитуваме нашата татковина. Ние сме чеда гоцеви македонски, нека живее Република Македонија. Поканувам господинот Бошевски Тупчо, да замолам господинот Васко Јордан да се припреми за излагање. Браќа и сестри, мили мои македонци, ви припадна чест и големо задоволство да ве поздравам во името на најбројната македонска странка ВМРО-ДПМН од нејзиниот огранок од Хрватска и во свое лично име. Браќа и сестри македонци, овој ден не е обичен ден. Ова е голем празник за нас македонците од диаспората, зашто во нас е сконцентриран еден непресушен потенцијал, една неизмерна љубов кон нашата света Македонија. Величествено е толку мили сестри и браќа на едно место, со една мисла, со една цел, а тоа е да ја видиме Македонија слободна, независна и меѓународно призната. Што ние македонците можеме да сториме? Многу браќа и сестри, на нас, како никогаш досега, пружена ни е прилика да од Македонија создадеме држава која ќе го поврати своето
респектабилно место како во Европа, така и во светот, останувајќи субјект на одлучување, а не објект на манипулации и земја која може секој лесно да ја подели. Сестри и браќа, ако веруваме во оваа слика, во ова свето знаме, во овој светол грб, тогаш сите овде дојдени знаеме зошто се бориме. Драги присутни македонци, драги гости од Македонија, драги членови на телото Обединети македонци. Една друга тема. Не знам какво ехо ќе најде ова што ќе го прочитам, но сигурен сум ова е мислењето на 80.000 македонци или повеќе кои така мислат кога ќе се вратат од Македонија. Крајно време е ова да го слушаме. Јас сум Јордан Васков, 22 години во Германија, службеник во Volkswagen во Wolfsburg. Еден од вас, јас знам што е начин, мислам на широката народна маса, вработените македонци во Германија. Секој сака да каже нешто за да се чуе надалеку, и тоа толку далеку да дојде до ушите на владата во Македонија. Драги присутни македонци, после враќањето на нашиот народ од одмор, минатото лето, огорчене од она што го видоа, што се дешава кај нас. Како е приме, добија дојам на комплетно искорумпирано општество, полошо него било кога досега. Да почнам од секојдневието. Патарина плаќаме 10 пати поголема. Сега и осигурање на колите, бензин нема и така натака. А ако пак нешто ни се деси околу колите, нити некој македонско осигурање ќе ни плати оштета, нити пак некој ќе биде земен одговорност. Зошто е тоа така, бараме одговор од вас членовите на Обединетите македонци, а присутните гости, ако се компетентни за тоа, да го пренесат доле и до летово да се види некој резултат. Драги присутни, голем дел за ова сега, а да не зборуваме за воиднина, се додека сме неорганизирани клубови, се додека е отфрлена работа на интелигенцијата по клубовите, која сака да работи, се додека овде се покушава од клубовите да се прават политички клубови, и се додека не му дадеме потполна подршка, одговорност и компетенција на форум од Обединетите македонци, да биде еден вид наш синдикат, да не представува и врши притиск пред владата, ние немаме шанса доле во Македонија нешто да преземе или промениме, што е на снага према нас, нашето присуство доле и нашите возила. Треба да признаеме дека работа по клубовите ни е на најниски ниво што воопшто може да постои. Не постои никаква соработка меѓу клубовите и форумот од Обединетите македонци. Тој форум мора да го оживееме и ојачаме, а тоа е возможно само ако се легитимираме со него. Изберете од вашето членство прави и поштени лица, способни со програма на работа и кои ќе делуваат во интерес на јаки клубови, хуманост и јаки Обединети македонци. Тој однос мора да има долгорочен карактер и соработка. На тој форум е потребна материјална и морална потреба. Кај сте во тој поглед председателите на клубите нешто да преземете? Каде е активноста на членовите во клубите и дали воопшто членовите во клубите знаат дека постои такво тело? И што би значило тоа тело за македонските клубови? Сигурен сум дека 50% од членовите по клубите не знаат дека таков форум и постои. Што е тоа што ја коче работа во секој клуб во Германија? Ми се чини дека едно од најголемите пречки е неповерење, незнаење, немање програма на работа или пак во клубите се работело за свој джеп. Има нешто, но напорно ќе се дознае. Потребно е само присуство на председателството или дел од него, мислам на Обединетите македонци, и секои 2 месеца да дојде на еден комплетно сликан состанок, организиран од председателите на клубовите, па да се прашат членството директно, што е тоа што треба да го започнеме сите заедно како клубови, задачата на Обединетите македонци, нивната одговорност и што се очекува во иднина од членството во клубовите. Драги македонци, веројатно е дека владата на Македонија нема лесна задача и бара решение како во оваа немила ситуација го консолидира стопанството, а пред се да не се пренесе војната и кај нас. Ќе дојде време, сигурен сум дека наскоро владата ќе бара контакт со нас македонците кои сме во странство. Ќе пружиме рака само тогаш ако на македонскиот народ му се врати песната на уста. Драги присутни, почитувани браќа и сестри, македонци и македонки. Овдека имам еден голем реферат, јас ќе се потрудам да го скратам колку е можно по пократки црти да ви објаснам. Во
првите векови кога Христовата земна црква се раѓала, жестоко била прогонувана, забранувана од тогашните многобожечки власти. Еден учен и искусен евреј на тоа време, верен на верата на неговите татковци, без да биде просветен со Христовата светлина, а со намера да заштити црквата од фанатичките прогонувања, рекол: ако таа замисла или тоа дело е од луѓе, ќе се разруши. Ако тоа е пак од Бога, вие не можете да го разрушите. Дали е тоа на вистина така? Така е. И исто така познато ни е дека огромни дела создадени од луѓе, па дури од силни царства пропаднале. Но тие дела и замисли се од луѓе, а не од Бога. Црквата Христова е Божја установа. Во неја и денес живеат Светиот Дух, кој ја крепи и заштитува. Таа обстојува во најразлични општества, империи, царства и во најтешки времења. Таа како важен фактор на секој народ обстојува речиси 2000 години. За илустрација овде да го споменам животниот пат на Македонската православна црква, низ какви сете тешкоти поминале се до денешни дни. На нашиот народ љубоморно ја чувал, па дури го натерал и иноверникот 500 годишен поробувач со респект да се однесува кон Охридската архиепископија. Берлинската Македонска православна црковна општина, од која што доаѓаме како представници, формирана е 17. мај 1991 година, а регистрирана е 4. ноември 1992 година. На 22 ноември истата година поставен и осветен е иконостасот кој дава белег на православна црква. Навистина краток период за да може да зборувам за некои позаветни резултати и постигања. Но започнав сосема долго што е формирана една таква православна црква. Резултатите сами по себе ќе дојдат само ако се има такт и трпение. Потребно е најпрво да се зближат и запознаат луѓето, да се створат навики, да ги посетуваат своите цркви и богослужби. Со тоа ќе се прекине посетите на досегашните посетувани цркви, како што се руски, бугарски, грчки и српски. Затоа тие секогаш наоѓа начин да не ангажираат и да не однародат, кои што сеја немир во една или друга средина. Македонскиот православни црквени општини, за да можат што поефикасно да работат, воедина треба да се организираат, да настапуваат, да имаат контакти една со друга, се разбира според Уставот на Македонската православна црква и според каноните и правилата на православната црква. Чести контакти со светите архиепископски синод на Македонската православна црква и навремено обавестување за актуелните настани и новости од душтениот културен, духовен и политички живот во татковината и диаспората. На Македонската православна црква не општина најпотребно име за сега да изготват воедначни црковни правилници, подпишани од страна на матичната црква, Македонската православна црква и представниците на Македонската православна црквена организација, по кои ќе може правилно да се раководат и управуваат за добро реагирање на напредокот на духовниот живот. За напредокот на својот црковен живот, кога би имало можност Македонската православна црковни општини во своите средини може да организираат неделна верска настава, како за младите, така и за возрастните, со што би се добила јасната представа за основните вистини за православната вера и духот и животот на православниот македонец. Ете, ова наше собирање нека биде уште една маслинова гранка и уште еден македонски гулот упатен до сите народи во светот, како порака дека мирот Божји и слободата Божја се дадени подеднако за секој народ во светот и дека ние, како народ и црква, не бараме она што не е наше и што не ни припаѓа, бараме она што Бог ни го дал и ние сме го створиле, да биде македонско. Благодарам. Јас сакам да наведам само еден пример што мене ми има оставено многу лош впечаток. Кога бевме во Луксембург на демонстрацијата, ние сакавме и требаше да искажеме нашата сплотеност и нашата решеност дека ќе сториме све
за Македонија да биде меѓународно призната под нејзиното вековно име под името Македонија. Од почетокот одеше се во ред и јас можам да кажам дека бев воодушевена од атмосферата и од борбеноста што искажа македонците. Но при крајот, кога побараме да излезе нашиот министер за односи со странство, господин Денко Марески, кој што на нас од непознати причини не излезе, што се случи? Се случи тоа што не требаше да се случи. Се случи тоа да ние македонците што беме дојдени да го искажеме нашиот протест кон европската политика, ние почнаме да викаме уа комунисти, уа Денко Марески и почнаме да се закануваме дека летото кога ќе се одиме на одмор, ќе бараме се смени македонската влада. Со овој чин ние покажаме дека политички се уште не сме доволно созреани и дека има уште многу да учиме ако сакаме нашата држава да се стекне со меѓународно признавање. Ќе треба нашите проблеми да ги решаваме дома во Македонија, тамо и местото на натрешните проблеми, а надвор од Македонија да работиме како еден. Со ова сакам да нагласам дека македонците надвор од Македонија треба да работат само за општи интерес на Македонија или кратко речено, меѓупартиските трфици ги ограничиме само до границите на Македонија, а надвор од границите на Македонија да бидеме само македонци кои што сакаат добро на својата татковина и својот народ. Јас сакам денес да апелирам до Конгресот да се ангажира во прва линија за одржување на македонската национална култура и што поактивно координирање на активностите на македонските асоциации. Уште би сакала да нагласам дека Сдруженијето на обединетите македонци од Европа да не ги запоставува малите европски асоциации, како што е Сдруженијето на македонските друштва од Швајцарија, заради тоа што сега секој еден македонец во светот е потребен на Македонија за да ги шири македонските идеи. Благодарам. Драги сонародници, македонци, македонки, браќа и сестри, драго председателство на Обединетите македонци, драги гости и учесници на првиот конгрес, ве поздравувам од моје име Димовски Васил, председател на Македонскиот културен спортски центар Македонија во Тројиздов, во близината на Бон. Ние сме новоформиран македонски клубски спортски центар. Македонија постои од февруари 1992, мислам на клубот Македонија, првата прослава и официјалното отварање го одржавме на 10.10.1992 година. Одзивот на нашите граѓани беше голем, задоволството се виде во лицата на граѓаните. Работи духовната, спортската и културната секција, направивме неколку хуманитарни акции, апелираме строго да ги почитуваме статутите спрема кои сме регистрирани, за да не дојдеме во конфликт со властите во земјава. Недостатоците со кои се сретнуваме во нашето дружење, според праксата и во други клубови, се приближно слични. Како прво, избраните членови на управните одбори од страна на годишното собрание, еден дел од нив не си ја сваќаат улогата која треба да ја толкува. Недоваѓање на состаноци, неизвршување на задачите, постојат и раздори помеѓу пишувањата на приватната сфера со помешување на приватната сфера со клубската, погрешно тумачење на одредени ситуации, а она јас, да не бев јас, и тоа честопати се одразува негативно. Прескуп со одработење. Драги делегати и гости, браќи и сестри, македонци и македонки, со насловот општественото организирање на нашите граѓани во Северна Германија, нашите погледи и печатоци за состојбата во татковината и можности за имна соработка и помош, ве поздравувам од името на Македонскиот одбор од Северна Германија, во кој членуваат повеќе наши клубови и други асоциации. Пред повеќе од 20 години, голем број претежно млади граѓани од Македонија, само што беа завршиле средно образование или го служиле војниот рок, поради немање работни места во татковината, некој преку заводите за вработување,
а некој само иницијативно повара работни места во западните земји, особено во тогашна Западна Германија. Всушност, не е ништо ново за македонскиот човек, бидејќи историјата од многу одамна ги бележи напорите на нашите луѓе преку печалбарството да се изборат за својот опстанок. Така голем број наши млади граѓани најдо работни места во фирмите на германските и другите западноевропски работодавачи. Сведоци сме дека од тогаш до сега заминаа повеќе од 20 години, а некои се и многу повеќе нови простори. Тоа е период на четвртот векот што тие наши претежно млади граѓани го вложија својот труд, својата младост со цел да спечелат пари и повторно се вратат во татковината. Еден ваков долг временски период, покрај редовната работа во фирмите, роди еден многу значаен плод, кој што е од непреценлива вредност за македонското име, самобитност, постоење и афирмација. Баш тие наши граѓани стана вистински амбасадори на нашиот народ, кој на широко го афирмира како народ вреден, чесен, трудолюбив, компромисен, толерантен и достоинствен. Тие наши граѓани, всушност не само во Северна Германија, туку и широм Европа, ги направија првите чекори на македонската општествена организираност надвор од границите на татковината Република Македонија. Покрај работата кај младите македонски граѓани се јави потребата и од духовно, културно, спортско и друго организирање. Најнапред се јавија македонски спортски друштва, а потоа клубови, црковни општини, културно-уметнички друштва, за да подоцна прераснат во македонски одбори, кој пак својата организираност скоро пред една година ја здружија во Здруженијето Обединети македонци на нашите граѓани од европските земји. Од желбата за организираност, докажување, афирмација во Северна Германија, најпрво поточно во Берлин, беше формиран македонскиот фудбалски клуб Македонија, кој во своето дведецениско постоење постигна резултати кои се од огромно значење за македонскиот спорт и афирмација на нашиот народ. Подоцна е формиран македонскиот клуб Ините 1903 од Хамбург, на кој му се приближуваат 20 годишниот јубилеј со огромни резултати и активности на сите полиња. Потоа се формирани многу други клубови, како што се македонскиот клуб Илинден од Лацин Хановер, кој со своето многогодишно постоење направи огромни чекори за општественото живење на нашите граѓани и со своите активности и безпрекорна работа и неизмерен труд представува пример на другите наши клубови, давајќи им несебична помош и покажувајќи го патот и понатаму како треба да работат за својот народ и татковина. Во крајниот северозападна Германија, во градот Вилемсхафен, живе и работи клубот Гоце Делчев, недалеку познат по традиционалното организирање на културната манифестација Гоцеви денови, за чие квалитетно организирани сите ние сме свидетели, особено плодната соработка со нашите домаќини германската општественост од истиот град. Исто така, овде го нагласуваме името на македонскиот клуб Гоце Делчев од Берлин, кој е добро организиран и со поголем број членови, како со многу своји активности, традиционалната македонска вечер, преку која го афирмира македонското име во повеќе милионскиот Берлин. Овде ги наведени имињата на македонскиот клуб Јане Сандански од Брауншвајг, малку бројот на членството, а голем од своите успеси и постигања и борба за докажување на македонската вистина. Клубот Македонија Билефелд е од младите, но и тој чекори посигурен и нагорен од со своите активности. Сите овие што ги набројавме се членови на македонскиот одбор од Северна Германија, кои се работуваат заеднички, планираат и заеднички ги реализираат своите програми. Покрај овие наши клубови, од овој дел на Германија, уште ќе ги споменеме имињата на македонски клуб Македонија од Бремен, македонски клуб Вардар од Реда, новоформираниот клуб Никола Карев од Бикебург и други, кои активно работат. Сите овие, како и многу други, не така лесно беа формирани поради притисоци од оние кои претендираат на Македонија, но единствено на нашите граѓани беше посилно. Единството беше посилно од секако заканување и притисоци, така со големи напори македонските граѓани успеа да ја затемелат својата општествена организираност ширум на овие простори. Тој раст е резултат на многогодишното активирање на нашите граѓани преку спортски културни друштва, клубовите, црковните општини. Сето ова е темелот на Обединети македонци, чиј конгрес денеска го држиме. Раководно тело кое треба да обедини понатаможната целокупна активност на нашите граѓани преку најразновидни форми во сите сфери на општествено-политички и економскиот живот, тесно поврзани со матичната татковина Република Македонија, а истовремено и понатамошна сестрана соработка со општественоста на земјите домаќини во кои живеат и работат нашите граѓани. Формирањето на Обединети македонци е тесно поврзано и со прогласувањето со референдум пред година и половина на суверена и самостојна Република Македонија како равноправен субјект во меѓународните односи и право. Гордост на секој од нас е што се оствари вековната желба на нашиот народ како самостојна држава. Македонските привремено работени граѓани од 20 години и повеќе годишниот период постигнаа завидливи резултати. Самоорганизираноста произлезе од срцето и душата на нашите граѓани, спонтано
Преку спортското докажување на многу спортски клубови фудбалски се организирани илјади надпревари во првенствата каде се членови, а посебно организираните турнири во чест на македонските национални празници. Македонската химна многу години воназад беше интонирана на многу пригоди, празници и юбилеи. Посебно клубовите од Северна Германија со своите фолклорни секции дадоа илјади настапи, ги гидеа бините во градовите и населбите, убавите македонски носи, продолжувајќи и ненаметливо прикажувајќи богатата македонска традиција, изразена преку фолклорот со македонските народна песни и обичаи. Македонските клубови. Чест ми е во името на македонскиот клуб Јане Сандански да ве поздравам и да го поздравам овој конгрес и пожелам многу успех во работата. Јас ќе го прошам и братот од македонски клуб Јане Сандански од Келн и он опатува сите теми. Животот и активностите на македонците во диаспората. Животот на македонците во Келн и околината моментално е задоволна и можеме да кажеме дека во нашата околина моментално живеат и работа околу 150 до 200 македонски фамилии. Доста од нив не се појавуваат во нашата средина, каде се организираме, каде што се организират македонски собери. Во нашата средина при клубот се активни 40 до 50 македонци, како се например во спорт, некој во култура, така и го почуваме сите фамилии. Нивното вклупување во Македонската асоциација. Вклупувањето на македонците во нашиот клуб Јане Сандански, Келн, се одвива со помал интензитет, односно бидејќи нашите луѓе порано не знаеле за клуб или некоја асоциација. Откако се отвори можност за македонски клуб во Келн, доста наши луѓе за прв пат имаат шанса да се зачленат и бидат членови на овој прв македонски клуб во градот на Рајна. Но и поред сите напори што ги вложуваме, нивното вклучување е малку потешко. Се трудиме на некој начин да видиме што повеќе македонци вклучени, па затоа и организираме забавни вечери, игранки со македонска музика, преку организирање од страна на Црквениот одбор со богослужби, со свештеници од Македонија и други видови на спортски и културни светли. Вклупувањето на клубот во заедницата на Обединети македонци. Нашиот клуб во овој момент е член на македонска заедница за Средна и Западна Германија, каде што нашиот клуб има своји два делегати, каде што еден делегат е и подписател на оваа заедница. Врската на асоциацијата со Турината и улогата на Сдруженијето Обединети македонци. Остварувањето на врската на нашиот клуб со нашата тковина се остварува малку потешко, бидејќи ние сме уште млад клуб и се трудиме на сите начини да направиме врски и контакт со тковината. Нашите сограѓани врските со роден крај ја остваруваат со редовна посета во Македонија кај своите родни пријатели. Потоа редовно добивање на наши списани и новини, како и секојдневни вести од Милс преко Македонско информативно бюро во Дортмунд. Улогата на Сдруженијето Обединети македонци по наш заклучок ја гледаме во следните цели и задачи. Како прво, Сдруженијето Обединети македонци представува еден голем мост меѓу нашите граѓани, клубови и асоциации од Северна Република Германија и нашата милска Македонија. Друго, да ги представува и застапува сите интереси како во Северна Република Германија, така и во Македонија, да преку средства за информирање, телевизијата, радиото и други начини информирање и достави јавност на германците за нашата млада тковина Македонија, како културно и туристички убавени на Македонија. Извинете, малко имам трема. Да успееме да ја запознаеме германската јавност со нашите културно-уметнички спомени од нашето минато, бидејќи нашата тковина Македонија и голото се такви убавени и тоа културни историски споменици, туристички убавени на Македонија. Исто така една задва улога на Сдруженијето Обединети македонци е и тоа да заедно со сите други асоциации ни помогне нашата тковина со хуманитарни акции и така натаму. Ве моля малку за внимание. И на крајот го поздравам со еден поздрав за независна уште непризната Македонија.
После господинот Јаковски Мане, го молиме Јовановски Мирослав да се припреми за излагање. Драги браќа и сестри, драги гости, почитувани делегати. Какви обединети македонци не требаат, како ќе работат и кому ќе го служат. Чест ми е на овој величествен собир да му се обрнам во името на Задграничниот централен комитет и на комитетите на ВМРО ДПМН од Европа, Канада, Америка и Австралија, но и од моје лично име Српска. Се удивија темелите на една организација што на австралискиот и канадскиот комитет веќе има солидно минато, презентира многобројна македонска миграција, одржува врски со трговината. Европа беше лишена од такво нешто. Зошто? Јас ќе се обидам да дадам одговор, за да појаснам какви обединети македонци ни требаат во овие критични времења на раѓање македонска држава. Исто така би кажал нешто и околу две важни одлики, како ќе работат обединети македонци и кому ќе му служат. Пред се, жално е што единствено македонците не седна на маса за да поразговараат во братски дух и демократски. Како да создават единствена организација во интерес на Македонија. Македонците се разделени на 1000 начини, на секакви клубови, организации, на селски, на градски, регионални здруженија, на црковни општини, се раздробени и обично слабо и ефикасно. Да не заборавиме, македонците последни се ослободија од југословенската патронажа. Приказната со Република Македонија се повтори и во светот, каде што живеат македонци. Сите балкански народи што имале или сега создаваат држава, постигнаа општо национална согласност вратре во матичните земји. Во светот има национални организации што действуваат со дефинирана програма и има силни лобија за да ги бранат интересите на своите матични држави. Македонците во тој поглед останаа сирачни. Татковината не им понуди на иселениците политичари што прво ќе ги бранат интересите на Македонија, а после федералните. Денес е време тоа да се измени. Да се создадат нови организации, да се почне нова, прецизна македонска политика со некорумпирани луѓе. Белградските политичари имале и имаат интерес не од обединети, туку од контролирани македонци. Старите структури се корумпирани, со долгата југословенска служба и нивното време е минато и завршено. Обединети ќе останеме, разобединети ќе пропаднеме и ќе станеме лесен плен на балканските волци. Да подсетам дека партијата во чие име зборувам, ВМРО ДПМН, и чии интереси имам чест да ги презентирам во Европа и пошироко, не само во својата програма, туку и во името Демократска партија за македонско национално единство. Зборува за македонско единство и во татковината и во светот. Затоа не само што сме обединети македонци, туку ние сме градители на обединети македонци, а не наблудувачи. Ние сме за обединети македонци што ќе тргнат пред се и над се од интересите на Македонија како целина. Ние сме за обединети македонци што ќе ги обединуваат сите слободни и демократски ориентирани македонци од Европа и од светот. Ние сме за обединети македонци што демократски и ефикасно ќе работат во сите места каде што живеат македонци, без оглед на нивната политичка, верска ориентација или место на раѓање. Ние сме за обединети македонци што ќе соработуваат природно со матичната земја Македонија, што ќе ја помагаат, ќе учествуваат во нејзиното државно конституирање и во креирањето на македонската држава, а посебно на дворешната политика. Затоа ја отфрламе досегашната практика на манипулација од одредени кругови од Скопје со мигрантските организации. Отфрламе со внасење економскиот криминал, социјалниот колапс, гушењето на политичките и човечки права, погрешната надворешна политика и изолацијата, за која и удел имаат активните власти во Македонија. Имаме сознание дека токму обединетите македонци од светот, како и други патриотски организации, изразија критики на кусогледата
и штетна државна политика на властите од Република Македонија. Затоа на мнение сме дека обединети македонци во Европа не сме да бидат контролирана организација маша во раците на властите од Скопје, по која ќе се манипулираат, како што тоа досега беше, позувајќи ги полицајците удбаши, ѓугодипломати и матијаши, службеници на матицата која највеќе матеше, а најмалце работеше да ги соберат македонските пчели. Покрај ова наша цела организација, тука бевме доста отоварени со многу работи. Јас успеав со нашите гости, јас не само јас, него целото наше германско-македонско друштво стапивме во контакт со гостите за конкретната идеја. Нас не ни достасуваат учебници доволно. Имаме доволно, но сепак никогаш книгата не е доволно. На универзитетот во Матхаим имаме простори за библиотека, но тоа не се доволни. Но затоа предлагам една многу убава идеја до Конгресот за своја собствена македонска библиотека на овие простори, со тоа што со разговорите на приватната издавачка куќа од Скопје Матица Македонска со писателот господин Раде Силјан разговарано е и ова идеја е прифатена во потполност и е спремен со 1000, немојте да мислите погрешно, рекол дека 1000 примероци ќе биде помогната ова идеја да имаме овде 1000 примероци од издавачката дејност македонска книга и го поздравувам ова него. Исто и идејата за формирање на собствен печат требаме во потполност да ја поддржиме и да не жалиме тука. Рековме да не жалиме за ништо, како и што не жалиме за медикаменти за се. Потребно, верувајте, потребно ни е многу. Нас, како оние кои сме просветители, кои ми даваме понатака нашето знаење, кое ние сме го превзели и овде го поздравувам господинот професор доктор Томе Саздов, кој јас како негов студент и преку неговите дела и неговиот предмет, изучувањето на народната книжевност, се збогатив и она нашата традиција македонска ја задржавме во себе, ја користам можноста и ви заблагодарувам професоре за се што направите за нас. Почитувано председателство, почитувани гости и делегати, драги сонародници македонци. За да не ни се повторат грешките од минатото, наша патриотска должност во овие тешки времине е да ја помогнеме со сите можни средства на нашата млада Република Македонија за да застане подсврста на своите нозе. Патриотизмот не се гледа само преку вербални и писмени декларации, туку бара конкретна материјална и духовна помош. За да ги исполниме овие стремежи, треба прво ние самите подобро да се организираме и да ги средиме нашите редови, што на овој начин тоа веќе го чиниме. Поштована господо, драго председателство, ве поздравувам во име на македонскиот клуб Јане Сандански од Брауншвајг, а се разбира и во име од моја страна. Значењето на обединети македонци и некои слабости и пропусти. Пред повеќе од 2 деценија се роди мислата од нашите први средби да создадеме нешто што ќе не зближува и дружи, што ќе ни дава можност почесто да се видуваме. Тоа беа нашите клубови. А подоцна, ние како иницијатори преку клубовите создадовме основа да се основаат и црковни општини за собирање и духовно живење на нашите граѓани. Сите овие организираности нешто подоцна се здружија во одбори за да сега го имаме овој значаен собир на обединети македонци. Членувањето во обединети македонци е волја на сите наши граѓани кои општествено уште одамна заживеаја. Никако на некој друг кој 20 и повеќе години беше на страна, а сега сака да се најде точно во самиот врв на нашата организираност. И тие треба да се со нас, но како што некои се трудат натурено тоа да го направат, на тие не им е местото тука.
Таквите треба да се придружат кон нас и да помагаат. Прво да се докажат и само по себе ќе дојде и тие да остварат што сакаат. Не им е местото на многумина во извршниот одбор на Обединети македонци. Тука сакам да напоменам за натуреното создавање на иницијативниот одбор за Обединети македонци, бидејќи иницијативата ја дадовме ние од македонскиот одбор од Северна Германија уште на состанокот во Берлин на 20.12.1991 година. И ја проширивме таа иницијатива во сите делови во Германија каде што живеат и работат нашите граѓани, како кога потоа ети друг иницијативен одбор само наречен. Доаѓањето на нашите граѓани во оваа средина беше од сосема познати економски причини. Со самото доаѓање нашите граѓани уште од почетокот им се јави потреба за заедничко живење, за разговори, размена на мислење и идеи. Проти желбата за спортски, културно, општествено живење, голем дел од граѓаните искажаа својата потреба и за црковно-духовно живење. На увид беше фактот дека голем број наши граѓани беа посетители на други цркви, каде се спомнуваше друго име на народ, а не општо за христијанството. Заради тоа, во средината Лаценхановер, нашите граѓани почто разговараа на таа тема и во есента на 1984 година беше формиран иницијативен одбор кој имаше за задача и цел да се погрижи за организирање на црковно-душевни живот. Наскоро, по овој наслов, по наша покана, гост на нашите македонски верници беше митрополитот Преспанско-Битолски Петар во придружба на ѓакон и свештеник. Ја одржа првата литургија во Лацен, во најстарата Лаценска црква. Истовремено ние преку црквата овозможивме да се воспостави контакт меѓу нашите црковни великодостојници со великодостојниците од германските цркви и германските општественост од Лацен и Хановер, како и со црквените институции од Долна Саксонија. Тие контакти створија услови за понатамошно на соработа за остварување правото на нашите црковни потреби. Со ова беа створени условите за формирање на наша македонска црковна општина, така што иницијативниот одбор во 1985 година се преименува во црковен одбор и ја формиравме нашата црковна општина Свети Спас, една од првите која со своите иницијативи, идеи, предлози овозможи нормално црковно живење на македонските верници од овој дел на Германија. Истовремено овозможи преку постојаното организирање и контакти да се зголеми бројот на верниците и нормално да го обави својот литургиски според програмата на црковниот одбор со постојана посета на свештеници од високи црковни достојственици испратени од Синод на Македонската православна црква. Тоа значи дека успеавме да воспоставиме плодна соработка со Македонската матична православна црква и покрај нашето формирање. Така рано сепак можеме да кажеме дека во овој поглед сме доцнети, бидејќи тоа доцење се одрази негативно за прибирање на верниците, така да и сега имаме верници кои посетуваат цркви од други народи. Задостојувањето со црковното организирање беше и поради бојазноста од претходниот систем. Црковното живење и кај нас се спроведува врз основа на изготвени програми. Покрај редовните богослужби со црковното живење си овозможуваме и за создавање услови за крстење на нашите деца, за венчање на нашите млади и се друго што е поврзано со Македонската православна
православна традиција. Формирањето црковна општина послужи развивање на постојаната соработка со нашите домаќини, посебно на планирањето и давањето помош за постојан свештеник во нашата средина, кој ќе ги обслужува потребите и на другите црковни општини од Северна Германија. Почитувани делегати, драги македонки и македонци, почитувани гости, имам голема чест од ова говорица да ја поздравам од името на Западна Македонска демократска партија, која е основана во Скопје пред 1 месец. И од своје лично име да ја посакам плодна и успешна работа. Јас сум само еден дел од оваа китка величествена и год македонски народ, собран овде под закрилата на Сдруженијето Обединените македонци. Затоа посакувам, без углед на политичките припадниствост и во духот на обединувањето, секој од нас да го даде својот придонес во овој величествени конгрес во потполност да успее. И ќе успее. Се состоеше исклучиво преку основање на клубови, за жал, поново повторувам, за жал можам да констатирам дека мал број беа како чисто македонски и регистрирани. Останалите клубови беа мешовити, односно како југословенски регистрирани. Божен проповедае некое си лицемерно братство и единство, што обратно се покажа во разврската на бившите југословенски републики за последниве 2 изминати години, за кои и самите сме осведочени за денешните настани и состојби што се случуваат на бившите југословенски простори, што човечанството досега не ги слушнало, видело и доживеало. Впрочем, порано таков бил системот комунистички, што сакале или не сакале, сме морале да се покоруваме и работиме така по клубовите како на нив им одговарал интересот. Можам да го поздравам масовното основање на новите македонски клубови, на кои основната цел им е да работат за македонското единство и македонската суверена држава. Но за жал, поново викам, можам да констатирам дека и денес, после година и повеќе од прогласувањето на независна и суверена република Македонија, во поедини клубови раководствата и натака работаат или имаат тенденција да работаат во името на југословенството и неговиот дух, што се заборава на кого му припаднуваат. Ако тука меѓу нас и има такви, на првиот македонски конгрес за Германија и пошироко Европа, напоменувам, кои подпаднуваат свесно под туѓи влијанија или работаат во интересите на непријателите, односно асимилаторите и негаторите на македонската нација и држава, а тука заедно со нас активисти и патриоти решава за судбината на македонците и на нашата татковина Македонија, јасно и отворено зборувам, дека тука меѓу нас не им е местото, заправо не го заслужува. Второ, од пред неколку години отпочнува и верското обединување на македонците, што посебно кулминира по пропаѓањето на комунистичкиот систем во источните земји на Европа, а исто и кај нас на балканскиот простор. Сакам да спомнам да се работи за ширење и негување на православната верска култура кај македонците, али нереално би било ако заборавам да нагласам дека има македонци кои прифатиле и други вери, како например мухамеданска, католичка и така натаму. Али тоа не значи дека тие се остуѓуваат од македонската нација и држава.
за кое ние како мнозинство на православната вера не треба да ги негираме, ами напротив, да ги прибираме во закрила, односно во заеднички покрив на мајка Македонија. Впрочем, ова моје излагање можам да го подкрепам и со фактот. И ако Македонија е колевка на православието, кога и ден денес, од така наречените браќа по вера, соседните земји, кои го превзеле православието од нас, Македонската црква, е негираат, заправо ја не признаваат. Драга Господо, драги дами, поштована Господа и гости, од името на Македонски клуб Коцеделче по Берлин, срдечно ве поздравуваме на конгресот, секако што е веќе успешен, може да се види дека е успешен и пожелам уште повеќе успех. Времето е секако прилично комплицирано, политички, економски, така да слушате многу работи што политичките партии има многу повеќе време него ли асоциациите да ги излезат своите проблеми и да дадат предлози како тие обединетени македонци, каде што сме ние во склоп на тие асоциации, точно треба да работат и кои ги имат проблеми. Нажалост, ситуацијата таква е, па може да им се опрости, ali за друг пат би требало такви политички демонстрации да се договорени. Ние сме спремни сите во секоја асоциација да поканиме секоја партија и на демократски начин да дискутираме за било кој проблем. Тоа би предложил на следните ситуации да ова е конгрес на обединетите македонци за асоциација, се разбира, положбата е малку критична и тешка, само сепак малку време ни остана да чистите проблеми на обединетите нации, обединетите македонци, да ќе се задржам само на темата на Македонскиот клуб беше вклопување на македонците во македонските асоциации. Не ја читам уопште темата, што се вика долга е, 10 минути трае, само ќе се задржам на некои точки што треба да направиме и што ни смета и какви проблеми имаме за омасовување и за земање правилен став кон тие асоциации. Почитувани делегати, почитувани гости, почитувани пријатели, дозволете ми најпрви во името на ново формираната заедница на македонците од Северна Рајна-Весфалија, која се формира неодамна, па му посакам на овој наш прв конгрес многу успех и плодна работа. Посебно во напорите за обединувањето на македонците во овие простории, па и пошироко. Нашата заедница се формира токму со таа цел, да ги обедини сите македонски клубови, македонски цркви, општини, спортски клубови и други асоциации. Во што веќе и успеавме. Желбата ни е, а тоа може да кажам, е и основната цел, да се обединиме, да се задружиме, да работиме сите за помагање на нашата татковина. Како незини граѓани, должни сме да ја помогнеме и овозможиме без економски и политички продор во светот. Одржувањето на овој наш прв конгрес надвор од границите на Република Македонија докажува дека веќе покажавме способност за обединување и сите ние, без разлика на нашите политички и други убедувања, треба да работиме заедно за доброто не само на нашите сограѓани во странство, туку и за доброто на нашата татковина. Ова обединување не треба да значи само обединување меѓу нас, туку активирање на сите сили да ја помогнеме на нашата татковина. Таа да излезе од економските тешкоти. Во нашата заедница има повеќе од 13 клубови, една црквена општина, што покажува дека на подрачјето на Северна Рајна не само што македонците се најбројни, туку и дека се обединети во толку многу клубови македонски црквени општини, а веќе се формираат и други наши клубови во други места на оваа покрајна, како и црквени општини. Нашата заедница е млада,
нова и почнува полека да се формира како активно тело што ќе работи во рамките на заедницата Обединените македонци. Ние ќе работиме на се што ќе помогне во обединувањето на нашите сограѓани, а исто ќе помогне потесна поврзаност во татковината. Има навистина многу проблеми за кои можеме да зборуваме, но ќе се задржиме на еден проблем, за кој мислам дека нас сите овде ќе не интересира, а тоа е проблемот со продолжувањето на нашите патни исправи, односно добивањето на македонски пасош. Овој проблем беше една од главните теми на нашиот последен состанок во Дортмунд и беше побарано да се стави на дискусија на дневниот состанок. Ќе ме радува ако некој може да даде веднаш одговор на ова прашање. Како и кога ќе можеме да ние што сме надвор од Македонија добиеме нови македонски патни исправи и каде ќе се можеме да ги продолжуваме сегашните пасоши. Очекувајќи плодна соработка на сите подрачја и обединување на сите македонци во Германија и пошироко, ве поздравувам со поздравот да живее суверена и независна Република Македонија. Благодарам. Поканувам после излагањето на Миле Стојковски да земе збор Стојановски, Иренуш Шупковски и со тоа ги исцрпуваме пријавените резервати. Драги пријатели, поштовани дами и господа, поштовано председателство, со особено задоволство и се обраќам на сите кои го следите повикот на овој прв македонски конгрес, кој што верувам ќе допринесе доста за доброто на нашата република и македонскиот народ. Уште еднаш на Европа и на светот мораме појасно и порешително да им кажеме дека на оваа земјана топка живее и работи човековиот народ кој се бори за поправено живење и признавање како таков. Последните 2 до 3 години настанаа големи историски промени, од кои што и ние македонците не останаме проштедени. Овие промени се од судбинско значење за Македонија. Тие процеси настани го овозможија прогласувањето по самостојувањето на Македонија како заседна држава. Драги браќа и сестри, почитувани гости, се викам Ирек Шупковски, го репрезентирам Друштвото на македонците кои живеат во Полска. Чест ми е што можам да присуствувам на прв конгрес на Обединети македонци. Друштво на македонци во Полска официјално действува од 89 година. Како друштво се надеваме дека од денес сите македонци ќе имат редовни контакти помеѓу себе. Се надеваме дека од денес навистина ќе бидеме обединети како еден народ без никакви фракции и разделби. Многу благодариме за покана на прв конгрес на Обединети македонци. Друштво на македонци ви пожелува се најубаво, драги браќа и сестри. Нека живее слободна, независна и обединета Македонија.